Ајде, живели. Лесни се прашањата. Значи, тоа генерално ко со сите, или чисто пред емисија, ако сакаш да ги... Не, можем. Нема проблем. Вака. Прво прашање. Чудно име ова Солза за човек. Мислам, Солза Грчева ја знаеме, ама генерално... Жаре, Солза не е човек. Солза е група, бате. Извини. Исмеа. Ова чудно исто презиме. Власи, така? Власи сте. Исмеа. Не? Вечерашни гости Петар Мирчевски и екипата на Солза и Смеа. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. Здраво, сум Жарко Димитриевски. Ова е еден аплауз за Пеперминт. Аплауз за Маријан Георгиевски. Има битола некој во публика. Поддршка. Како се викаш? Марија. Таму Маријан, тоа е. Марија и Елена, тие се имињата обито. Марија, Елена, И тоа не е Елена, туку е Елена. Елена. Добро. Вистина. Знаеш ли, Мацко, кој им е омилениот празник на нашите македонски политичари? 100% Великден. Па да да си се го- крстат? Не, да си го врзат со 1 април. Со 1 мај, уствари. Па и со 1 април они би си го врзале Тие би си го врзале кроз цела година. Не? и така 150% дневница ќе си земат. Джглап, тоа е тоа. 100%. Да. Ама не е 1 април, не. 1 април. Се едно, 1 Не, април слушај. има цело време. Не е Великден, 1 април е. Точно, да. Значи, знаеш зашто? Зошто? 1 април тогаш нели као можеш да лажеш и дури и да излажат, никој нема да им земе за зло, нели Точно, така? да. Генерално, да. Генерално и вака никој не им зива никој за зло. Да, браво. Така е. Мудростите на пајак повторно кажем. Ова деца беше жива вистина од пајаче. Да. Секој први джглап плата. Жгла плата, а? Не само джглап плата, джглап патни трошоци. Мислам Оп, како да ти кажам. оп. Кај е камерата? Кида те чекам на широк суга ке на пијачка ја частиш. Не креваш на телефон, човече. Другари сте? Па другари сме, ама. Нешто последно. Се маскираше ти? Па маскиран сум сега. Сега си маскиран? Да. Погоди во што? О, успешен стендап комичар. Не, во водител сум маскиран. Тоа е ново низ Балканот, некој направил чудна тетоважа, исклучително чудна тетоважа. А што, Каролина те сакам, нешто Не. такво да пишува. Портрет од Христијан Мицковски. Не. Шпоред на дрва. Портрет на дрва. Уште Јана. нешто? Не. Уште нешто? Кутија празна. Не. Бугарски пасош. Нешто. Не, тетоважа од Аца Лукас. Цела. Господе, Аца Боже. Лукас. Цела. Не е заплус. Шо е следно, човече? Знаеш ли кој истетовирал ова? Кој? Без зезанција, Кој ми? значи син му. Син му на Аца си го истетовирал Аца. Што е следно, кажи ми? Тетоважа од Грујо, од Заев, од кој? Ао, маце па. Боле да не ти кажувам ако не. Заев, Грујо. Ау. Него време читав на интернет една статија, вика вака, кои машки особини жените не ги сакаат? Не. Не, значи. Не, значи До кои каков не ги сакаат? заклучок дојде дека Вака. не сакаат водители што се прават смешни во емисиите. Да, Мацко, ти се Морам да вратам. Не, видиш, вистината е тоа од пракса го имам научено, не ми треба статија. Туку вака, во статијава читам и вика вака, жива вистина, значи не се зезам.
Жените не сакаат, вика, мажи што често работат, например, посебно не сакаат пејачи, зашто нонстоп се на настапи и одат некаде по турнеи. Значи не сакаат пејачи. Второ, вика, не сакаат мажи што цело време се со нивниот најдобар другар. Значи не сакаат пејачи што цело време се со нивниот најдобар другар. Чекај. И трето, уште едно има, не сакаат од физички аспект келави и ниски мажи. Значи не сакаат пејачи што се со нивниот најдобар другар, што И се келави келави и и ниски. Значи, во превод статијата би значило жените не ги сакаат ДНК. Или жените Кога би не... сублимирале, би било тоа. Ја па баш противно имам чуено дека жените баш ги сакаат ДНК. Абе, кога сме кај... Чекаме да прашаме жените, ги сакате ДНК? Да. Па да. Абе, Значи за вие што не гледате си одговори, па да. Па ги сакаме. Абе, кога сме кај интернетот, знаеш што прочитав? Една статија многу добра, вели. И ти статистиката. читаш статии на интернет? Тоа е што. Вели статијата, секој четврт жител на светот, на светско Добро. ниво, е Добро. кинез. Секој четврти жител е кинес. Кинез. Значи, Добро. прв, втор, трети, четврти. Јас не сум кинез, не знам кој е тука кинезот. Па чекај, па Ја баич не сум кинез. ти не си кинес? Па ни ја не сум кинес. Ти малку како да ми си кинез, Не некако. си Не, кинес? бе, сум проверил. Чекај. Сум проверил, ви. Слушаме, чекај. Чекај, сај ќе видам. Кој е кинезот? Кој Чекај е? да видам. Знаеш дека слушам малку? Мене ми мириса на кинеско нешто. Кинеско, да не ти се патиките кинеските, бе. Не бе, Адидас. Чекај. Еве го. Чекај. Шопле. Е! Луѓе! Еве го кинезот! Оста го бе да јаде, врати се па ти. Јади се. Ето така. Веќе стигнавме до првиот месецот. Јас сум нешто замислен да ви признам. Мислам, пази, добро е што е првиот месецот. Ќе си јадеме салата со лукче и да продолжим викенд. Него кај да е, Тоа ќе нешто- почнат сценаристите да ми праќаат SMS-и, што не се баш згодни за овој дел од годината, а они обично тогаш ми ги праќаат. Не, одиме на друга тема. Се случи меѓународен скандал со жалба упатена од влада на Зимбабве до кинески производители на кондоми. Наводно А што? ги правеле премали. Значи владата на Зимбабве Да. се жали до Кина заради кондомите биле премали. Зимба. Са дали кондомите се мали или пазарот е голем, не знам. Голем пазар имаат во Зимбабве. Да. Голем црн пазар имаат во Зимбабве. Се работи на црно. Све на црно. Ама тие се кинески човече. Тие се Тоа е кинески. пери носи. Ќе си пушти со тек на време. Не знаеш, тоа да беше во Македонија, продавачката така ќе ти го продаваше. Абе, госпожо, мале она, носи, ќе пушти. Ќе го разгазиме, нема. Слушај, тоа така се носи, бе, дечко, мода е. Да. Стреч треба да го носи. Абе, а кинезите за седане се такви? Жаре, тие не се... Например, да не се зезнавме дека кинески автопат правиме, ој, кичево Охрид автопатот, да не го направат пократок Абе, Ој е јапонски кинес до душа. Еве, сакам да кажам да не кичево ботун да не биде, знаеш, да не стигне до Охрид. не, гарант кај нас ги имаме земено ние 2 броја поголем автопат. 2 броја поголем. 2 броја поголем или 155 милиони поскап. Како и да е. Не липајте, земете си Good Nature чај од липа. Следи продолжен викенд кој може да го искористите за одмор во хотел Гогов и во целата убавина и природа која го обкружува. Кој уште не знае, Савана части патување во Кушадаси. Се што треба да направите, да одите на нивната Facebook страница и да бидете дел од играта Кај да си, Кушадаси. Во пункт мебел се уште траат големи попусти, затоа годинава одете таму, нема сајм за мебел, посетете ги во нивните салони, а одете кога сме кај салони и во Мида Гранд Моторс побарете новата Ford Fiesta. Уживајте во перформансите, радувајте се на економичноста. 27 28 април. Датуми кога во Македонска опера и балет настапува Иван Босичич со музичката представа неколку стихови за нас, а на 29 пак ќе оди во Струмица во културниот центар Антон Панов. Купете си карти на Купи карти за се во Нова Травел и Букафе во Струмица, како и нормално во МОП. А сега е ред за нашиот двојазичен представник на власта, Мешевски! А ово не е Мешевски, ово е Гуру Харе! Гуру Харе, што е работава? Кај е Мешевски? Жаре, изгледа не следиш телевизија денови, бе. Не, само бизнис вести гледам пошто имам акции кај Ивона у фирмите. Аха. Друго ништо. Па Мешевски
Е во притвор. Мешевски? Мешевски, да. Свири? Што се десило? Меѓутоа, пази, тоа е лошата вест, добрата е што брзо ќе го пуштат, бидејќи, како што слушнав, пропел и оцинкарил све, така да Чекај. не се секире, брзо ќе се врати. Оцинкарил све. Да, ги кажал сите и Да ја завршиме денешната емисија, почитувани гледачи. Значи тоа е тоа од еден на еден. Ја имам нешто работа, се гледаме и тоа е тоа. Абе, Жаре, Чао. абе, спот треба да промовираме. А? Нели видео спот ќе промовирав? Видео спот. Гуру Харе, твој. Така. Океј, кул, ајде да го истераме тоа. Гуру Харе, Игор Џамбазов, Добитна комбинација, нели? нормално, песната се вика Староста доаѓа. Староста доаѓа, која што си доживеа, да речеме, премиера на Бубамара, може да речеме така? Да, во живо ја изведовме токму таа песна на Одлично Бубамара. беше тоа. Ја видов еден куп луѓе, добри импресии? Па мислам да. Да, ама уште подобри за спотот. Спотот излезе одлично, баш онака како што сакав. Ќе ни дадеш дозвола да го пуштиме Со на крајот од задоволство. оваа епизода? Со задоволство. со Прекрасно. задоволство, со Гуру задоволство. Харе, Игор Џамбазов, Староста доаѓа на крај на емисија, го гледаме. А кога не е тука Мешевски, ти ќе играш улогата на Мешевски, можеме? Ајде, зашто да не? Можеме, кул, значи требаше со Мешевски да правиме јасновидец, тоа е нормално она каде што ги имаме затворените коверти. Јас Еве ги. го кажувам одговорот на прашањето без да знам кое е прашањето, значи и после тоа ќе го отвориме нели пликото и ќе видиме кое е. Може да почне. Одиме. Значи, затворено плико како што гледате, прашањето одговорот е Еленовски скок. Еленовски скок. Одговорот е Еленовски скок. Прашањето е како се вика скокот од една во друга власт? Оп, Еленовски. Оп, Рипа. Одиме понатаму. Ми беше исцелител претходната емисија, па знаеш моките. Да. Одговорот е 2 лири 1 март. 2 лири 1 март. Работи што сакаш да ги чуеш од Каролина, а не од лихвар. Одговорот е Солза. Солза Грчева. Солза Грчева. Како се вика кога ќе се расплачеш поради силни грчеви? Ајде, Кате. 3 од 3. Продолжуваме. Харе. Ова е потешко. Црвен образ. Црвен образ. Црвен образ. Кој е вика индијанското име на Саше Политико? Црвен образ, харе. Одлично. Ајде да видиме. Ја одобруваш оваа порака? Во потполност. Харе. Не изнервира ова прашање. Одговорот е цицачи, бе, харе. Цицачи. Цицачи. Не се риби, цицачи се, значи. Во која животинска група спаѓаат пратениците? Во цицачи, Цицачи, бе. јас ке сгрешев, мислев безрбетници. Нели? Може и тоа. Може и тоа. Најс. Вау. Одиме понатаму. Земи блага. Земи блага. Прашањето е како и се обраќаат на Блага Петреска кога и нудат баклава? Гуру Харе, Игор Џамбазов, Староста доаѓа на крајот од оваа емисија. Ви оставете тука. Пепи Мирчевски е следен. Дами и господа, нашиот прв гостин. Акторот кој има еден куп улоги одиграно, многу во странство, но голем број и во Македонија. Се работи за човекот што ке пука. Да, ке пука, мацо. Тука е Петар Мирчевски, Пепи Мирчевски, како сакате. Ке пука, мацо. Пукај, бе, брат. Пепи Мирчевски, легенда. Повели. Легенда, ти легенда и репликата. Да. Така, тие кажуваат вака луѓе после толку Се случува години. често, да. Да. Да, Тука е, баш ми е братече. драго. Со Раде се имаш видено после филмот?
Па сега работев последно со него Слободување на Скопје. Одлично. Имавме премиера во Пула, бевме на Пулскиот Значи фестивал. соработувате, Да. може да си се каже, така? И често се гледаме, да. Да, Можам да речам дека сме пријатели. Велат дека е така, боем, да кажеме. Топ. Нели? Значи за дружба, еден од Цар. топ 5 луѓе што ги знаеш или не би го ставил толку? Па е високо, да. А? Котира доста високо. Одлично, одлично. Си играл и во Прашина, и во Мајки, и во Сенки, со други збори, во сите филмови на Милчо имаш. Да, така? за среќа. Да. Во Во... америчкиот не. Тоа сакам да кажам. Ој Бикини Мун. Бикини мун не. Не те зеде таму? Не ме зеде. Ти се налути нешто? Изгледа локално ме сваќа некако. Да. Точно, кога ќе снима само... Да. Од кај е, да речам, причината зашо во толку многу филмови на Милчо? Не знам. Не ти има кажано некој? Не си Па го не прашал? знам. Не те Треба заинтересира? него да го прашаш 100%. Да, ти не си го прашал? Па не сум го прашал. Не, да. Која зима, нека зима. Да. Да, добро, кул. Се надевам ќе играм и во новиот. Се надевам и јас. Ако не дека му е не- срам, нека не играм. Слушаш, Милчо? Слушаш? Милчо, Си глумел Пепи со актерски величини, балкански, македонски, секакви, а бога ми си глумел и со величини од поинаков калибар. Со Моника Белучи, например. да. Така? Да, играв во последниот филм на Костурица, Да. на Млечниот пат. Го снимав, Така. јас снимав околу 3 години, а филмот се снимаше околу 4 години. Мислам во летниот и во есенскиот Пепи, период. 3 години. Да, ми се чини 14, 15 и 16. А активно по колку месеци од годината? Па во лето и во есен. Во лето и есен. Ние Па прво не е малку. снимавме една година, па потоа Костурица се сети дека треба на рамото да носи сокол, попадна некоја идеја, и чадор за сонце и за дожд, и цел материјал што го снимавме една година, го фрли, па снимавме наново. А на почеток немаше таква идеја воопшто. Си Немаше. тераше нормално, Да, без... да. И после Бог го да снимавме, цел материјал повторно го снимавме и продолживме уште 2 години. Е, добро, така откачен е за сите работи или? Супер е, многу е напорен за работа, мислам напорен Под наводници. во позитивна смисла. Али Како би ни опишал на нас воркохолик лаици? воркохолик, Перфекционист? перфекционист до крај. Да, тера Ако многу не го дублови. постигне она што го па на пример јас имав еден дубл кај што истураме млеко во една кофа, а во кадарот ми беше само мојата рака. Добро. И правевме 52 дубла, затоа што не му се допаѓаше млазот на млекото како тече. И тоа го 52 снимавме пати цел истуравте. ден. Боже, господе. И тоа колку беше во филмот? Една секунда. Не, филмот не сум го гледал, не знам дали стои. Како бе? сум Не го имаш гледал. гледал? Не. Има друг филм твој што не си го гледал? Пи има и некои други, да. На Милчо ги имаш гледано? На Милчо, да. Да. Јас сум таков човек, немам ни една критика, немам ни една фотка, немам мејл, не се расправам со Facebook. Ај, Например, сценаријата ми ги пуштаат на мејлови од синовите. Па ти одма ми ги копираат и ти не можем на лаптоп се нервирам. Значи сакаш вака пред тебе. Тоа. Така? Само тоа. Никогаш не си направил ни Facebook ни ништо? Не, Затоа ќе си комуницираш со Немам роднини, ништо, со нешто немам што чудиш, ништо, не? Не? Не можем. Ајде. Срклет ме фаќа. Телефон каков имаш? Од старите да ни Па имам, мене во театарот ми викаат, вика бугарски, имам Nokia, не знам ни како се вика стар. Тоа тач мач, ништо. Не е така? Не. работа? Што збориш, бе? Не. Бројки, 1, 2, 3. Бројки нормално. Одлично, добро. Книга си читам вака, не можам да читам на лаптоп. Врати се за Моника Белучи. Мајката. Ти кажи за Моника Белучи. Еј, како маж за маж, згодна, а? У ПМ, брат. Види, значи дама со сите Да. нишани. И вака, и вака. Одлично. Крупна дама или? Па не многу крупна, али Не? многу убава. Многу убава. Мислам, нели? убава е мал збор за неја. Така е, така е, така е. А многу секојдневна, многу едноставна. Приемчива Во- вака Да, нема проблем. Најнормално. Браво. Например, ние го снимавме филмот и престојувавме во Требиње, во исти хотел живеевме се. Добро. И се случуваше да ручаме надвор во бавчата на хотелот и жители на Требиње ќе поминат сред ручек, сакаат да се сликаат, тај ќе стани, се слика, си продолжува, нема никако. Браво. Успеа да си направиш муабети за надворот филмски живот, онака за... Немав многу време, али вака си правевме некои муабети. Кул, добро е тоа. Кустурица малтене сам си ја даде улогата. Да, тој игра главната улога бразилијанецот, а јас играм Вилењак. Браво. Елф. Дејан Начимовиќ е режисер, исто кај него сум играл во сите филмови. Тој има снимено 3 филма, сум играл во сите. Ил јасно пријателју, Морам спават анџели и ова Јанка. Браво. И се закол најавно дека ќе играм во сите негови следни филми. Не е ко Милчо. Не може да играм.
Да, во америчкиот не. А како беше као ти, нели, машко фан на фудбал, ете си знаеш, си гледал, знаеш, и сега Ерик Кантона од тебе, како? Јас многу од фудбал не се разбирам, нормално го знаев Ерик Кантона. Аха. Али човекот беше супер и голем професионалец. Прв беше на сет, прв знаеше текст, Па тоа може од фудбалот му е останато. да, а нели го памтиме, него беше доста агресивен, тој Како во не играта и со влезе публиката со се тепаше. клиза, но со Маја Гери му Да, влезе да, на еден да, у да. публика еднаш. Адли одличен тип. Седмица легендарна, фактички Да. седмица пред Бекам беше он. Да, супер. Да, одлично, одлично, кул. Битолски театар работиш од кога? 1 септември 79 година. Машала, Многу. браво, Апол, секоја. Многу. Браво. Сум имал понуди за во други театри, меѓутоа останав. Така? Во тек додека работеше таму? За Не, трансфер? и кога не за трансфер. Не, значи, аха. Имав те и како повозрасен, тоест постар и во драмски и во МНТ и пред тоа. Зошто не се меѓутоа, одлучи па да? не знам. А? Па мислам дека ништо не ми фали. Навика или не? Јас сум врзан доста за фамилијата и бев сам како дете на моите родители. Аха. И ми беше жал да не се вратам во Битола да бидат сами. Так. А сега после ми се родија внуци, имам синови, ова така да. А кога сме кај фамилија, зошто актер? Има некој актер од фамилија, има некој со уметнички... Моите двајца синови што се актери во Битолски театар. Ама зборам Пред за тоа не. татко, Не, нешто, мајка. Татко ми беше некој градежен работник, мајка ми домаќник. Значи, Потекнувам од работничко семејство најобично. ти си првиот што фаќа Па актерство, јас, ама уметност. сега пете и синовите продолжи. Кога Мартин и Филип. прв пат виде дека те привлекува Не глума? знам, јас добро и во основно училиште некоја драмска секција, ваму таму. Па после у гимназија почна некоја младинска сцена во театар и заразата фати. Никогаш не се сомневаше дека ќе бидеш актер? Немаше знам фантазии зошто. за друго нешто? Не. Не, а? Добро, одлично, одлично. Кај кого заврши фактички Јас глума? завршив кај професорот Љубиша Георгиевски. Аха. Далечната 79-та година. Какви импресии носиш? Многу научив за театар од Љубиша и беше топ професор. Значи, онака баш го цениш. А кон нас студентите не се однесуваше како професор-студент. Добро. Бевме како... Значи, на не исто надмен. ниво. Не, никако. Супер. Браво, А браво. соработувам за среќа и се уште многу режи, многу негови представи се во Битола и сум играл во сите представи скоро негови. Одлично. А исто така и гостував и во драмски театар. Имаш бројано колку представи имаш одиграно? Мислам Као бројка? околу 170 премиери. И околу 40 филмови. Ако сте, например, од тип на луѓе како жарец, само ги собирате лакнат од грба и си правите прекрасна шишка. Не ја видов, тука сте биле. Имам нов збор за денеска. Фенви. Фенви значи носталгија, ама не е обична, него носталгија за место кај што не си бил, значи како да сакаш да не си во местото каде што си во моментот. Нешто како јас во моментов. Мамо, тата, ова е жаре, дечко ми. Сакам да кажам без разлика на кој јазик е, некои нешта сите исто ги чувствуваме, некои нешта сите исто ги сакаме. Како на пример добра шолја чај. Спасувај, good nature. Спасувај, брату. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature. Најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Помогни му на зајачето да ја поправи машината за правење јајца, запознај ги животните на фармата. Придружи се на веселата дружина на пиленцето Калимеро. Биди дел од екипата храбри кученца во патрола. Великденски попуст на твоите омилени изданија дури до 70%. Побрзај во просветно дело. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст до понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. До понуда. Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Diesel за само 19.990 евра.
луд и екстра луд. Флипсот кој прави се друго да изгледа помало. Во пикантно и екстра луто издание. Стоби Флипс Магнус. Големи луд флипс со збогатен вкус од 30% кикерики. Витаминка. Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. Le Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Прочитај повеќе. Погледни поинаку. Не сум само празна шиша. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Патувај проверено. Анталија од мај па до септември, секоја среда и недела. Чартер летови и сместување во најдобрите хотели All Inclusive по цени од 280 евра и Ultra All Inclusive од само 316 евра. Резервира веднаш во Савана. Limited Edition DAB лименки од 0,5 литри. Овој DAB е за тебе. Златен DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Знаеш дека си во фиеста ако насред семафор го оставаат точокот за да ти влезат во кола. Знаеш дека си во Форд Фиеста ако сите сакаат да се возат со тебе на кај град. Знаеш дека си за фиеста ако ти е преку глава од гужви и немање паркинг. Знаеш дека си во фиеста кога сите околу тебе живеат во 2018, а ти во 3018. Знаеш дека си во Форд Фиеста кога остануваш да ја дослушаш својата омилена песна иако веќе си паркирал. Пепи, секогаш има представа некоја што не ти е кеф да ја играш. Да е една. Нели? Да. Како се справуваш со тоа? Па малку се мачам повеќе, али професионалец кога си мора да заборавиш на се. Нема сакам неќе. Нема, Публиката се спремала, се туширала, се челе ногти, се дотерувале, да дојдат да гледаат, а сега мене не ми се игра. Кој дава така? Да. А се случува па со актер да не си у фини односи у моментот да можеш да делиш сцена. Па кај мене може би нема да звучи вистинето, може би скоро не. Не се случува. Па што знам, живеам со сите актери. Да, кул. Јас имам еден обичај кога работам и со режисерите,
Одма им забранувам да ми се враќаат на вие затоа што чувствувам некоја дистанца. Так, и мислам кога сме поблиски дека ќе има поголем резултат, ќе бидеме попродуктивни. Одлично, браво. Нескромно овака за себе, ако можеш да кажеш. Сакаат луѓе да ти имаат во тимот баш поради тоа што си таков? Мислам дека да. Нели? Бидејќи секогаш Сакаат треба и по во некој. друштво да ме имаат. И во друштво? Не, нескромно, мислам дека е вистиното. Да. Види, прекарот не ти е случајно. Пепи пивцето ми вика. Пепи пивцето. Од кога го имаш закачано? Мислам, добро, вие битолчани сите имате прекар. Прилепчани имат најмногу. Да? Не, тоа го добив не на работна акција, нешто, редчевме сончоглед, па кој ми го даде редот, немаше многу за работа, викам добива пиво, а после, за да го задржам прекарот, почнав да конзумирам пиво, некогаш и повеќе отколку што треба, Па, така добро. да пивце мора да се заступи Па мора, нормално. Не е сокчето. Сега намалив. Сега намалуваш? Па сега се расправам со внуците. Па добро. Имам внука и внук, Бисера и Павел. Да се и... живи и здрави, браво. Фала, здрав и живи. Кул. Кажи вака сега, каква е дружбата у Битолски театар? Таму сте, знаеш, има големци, ти си од генерација на Митко Апостоловски, на Борис Чорески. Па се дружиме, за среќа се уште се До ден дружиме. денес сакам да кажам. Значи си ја држите дружбата, така? Гледам дека некаде се создаваат некои ладни односи. Ради политики или? Па што знам зашто, јас тоа политика игнорирам тотално. Така треба генерално. Не можам тоа да се распрем. Твое мислење е дека политика треба да е надвор од театар, да поставам, така? Добро, кул. Ама сте Мада што не можеш имун да бидеш, ама меѓутоа се трудам Не, имун, ама знаеш, Да се професијата да остане невина. Примарно, да, јасно. Знаеш. Сте мајтапчи вака како Битолски театар. Важите за Прилепчани водат повеќе. А јас имам сопруга Прилепчан. Значи ти си така спој дома сте на Па две. нешто некој имаме така. Вистина ли е дека река сте сакале да скокнете со фич? Цела река. Да. Па бевме така. Кој ја дава идејата, мене ме занима. Знаеш, кој седи и му текну, ајде да рипаме река со кола. Па добро, сега ако има алкохол во поголеми количини, некогаш паѓаат и такви идеи. Ова беше одамна да не се стекни впечаток дека сега мислим. Кога фичовците крепеа многу алкохол. Така. Значи ти со Да. со другариве од театар. Да, викаме да скокниме. Драгор се вика реката во Битола. Реката Драгор, Да, така. да скокнаме. Да не може, има. И не ја скокнавме, фала му на Бога. Не успеавте? Па не ни се обидовме. А како се Само скока, двумя. како се скока река физички? Значи како види, знаеш, ова е рамно, како можеш да ја скокнеш? Ти треба нешто бре да Не, во тие моменти можеш. А? Не ставите нешто рампа, нешто таква работа? Немавме рампа, немавме тука никаква рампа. Боже, удри. Како успеа да останеш бе имун на технологија, да не можам, успеваш? не можам. Знаеш, Не можам, сигурно твоите пријатели вака сигурно имаат и смартфони и фејсбуци, нели? Да, не можам. И не можам, например, да замислам на маса во кафеана седат четворици, сите со мобилните. Тоа зашто седат заедно? Ти е непоимливо. Не му е јасно зашто се заедно. Добра, да речеме седи со тебе, пријател. И седите, си правите муавете и туку си вади он. Си проверува Facebook нешто. А не, ќе станам, ќе се заминам. Да? Да. Нема трте мрте. Па зашто да го гледам, додека прави ова? Ги спомнавме синовиве, двајца Мартин и актери. Филип, да. Во Битолски театар се исто така, едниот има глумено во... Едниот заврши со пајакот. Да, генерација? Да, Мартин повозрастен. Што ќе кажеш за Мартин? Мартин и јас сме единствените последните мохиканци од нашата класа што останавме да комуницираме. Зошто ме пајаче? Затоа што тоа е единствениот човек пред се и не само Мартин, туку и се гледа, мислам, тој од вистинска фамилија, од луѓе кои што останале луѓе за разлика од сите други. Еве како што Пепи каже, и јас сега него ни носам телефонот, гости в дома. Јас сум со таков олдтаймерски телефон, тоа тач мач не ќе да чујам. Единствена техника во животот што ми е гитара, друго ништо, не? Многу романтично ова звучеше. Не, стварно. Ама искрено. Искрено, да. Сакам да кажам Еден од ретките. дека Мартин останавме луѓе со фамилија, еве. Можда един од ретките што другиве не ги рачунам за луѓе од академија. Стварно. Искрено. И не знаете дека
каква чест имаме што сега Пепи е тука со нас во студио. Ја мислам дека ако некој требаше да има црвен тепих, тоа беше Пепи, а не плав тепих како што сте го Да. Па и добро и Фала. следен пат да дојдеш и со синовите. Фала. Чисто да кажеме, значи едниот може го знаат од превртено Караула, Румелија има играно, другиот има играно Прашина на Милчо. Прашина Мартин да играше. Така, Деца на сонцето и така натаму и така натаму. Како комуницирате за глума? Пример, знаат да ти речат, еве ти не си гледал филм, они да гледаат и да ти речат таа сцената тоа. Ме прават парта. Да? Да, озбилно. Не милосрдно. Не милосрдно, тоа е безкрупулозна работа. Да. Дури малце Јас некогаш сега и последно време внимавам, не ни кажувам дека снимам некогаш. Си кјутиш? Не, ти викам, што вика, ова го снимаше ти, И сега и за театар исто? Инкогнито, и за театар, да. И за театар, Парта. Не ги викаш на премиери, батали? Некогаш играме заедно. Точно. Право си. У тие моменти нема време. Добро, али можам да се пофалам со моите синови, мислам, стварно наидуваме на разбирање во работата, инаку се критичари големи на мојата работа и мислам дека тоа е позитивно. Не треба тоа, тој ми е сино, ми е татко, па се е во ред и се е добро. И најубави, најпаметни. Да, мислам дека се добри работници, да не ги фалам сега непријатно е татко. Колегата, Пајако. Да. И за крај, Пепи, да те прашам за нешто што уживавме многу, сепак беше кратко и сладко. Пепи и Муто. Тоа е супер. Тоа беше фантастично, имаше муавет дека можеби би се правела и серија. Па се надевам дека ќе биде, треба да се снимаат 10 епизоди, ама Значи тоа е чисто ако некој не знае. Големо задоволство ми беше. Беше краток филм со тебе и Сашко Коцев. Да, во главните улоги, игра и други, така. Али многу добар излезе. Полицајци. Да, јас инспектор кој треба да оди во пензија, тој ме заменува и се спријателуваат и Сашко кажа за таа сцената кога во колата сте па му паднало нешто доле, па он се наведува. Ти текна? Да, ми текнува. Сашо го каже тоа? Да, го каже, да. Ти ја сеќаваш целата. Ја сеќавам, нормално. Да, одлично, да. Мислам дека ќе се снима и ќе бидам радосен ако се снима тоа. Искрено, уште порадосни ќе бидеме. Сега за сега немаме нешто конкретно како информација, но дај Боже да добиеме набрзо информација. Пепи Мирчевски. Пепи, имаш витаминка, пакетче Good Nature чајчиња, наше протоколарно подароче за сите. Имаме и читаш книги кои имаш време? Читам. Да, Джек Ричер, ти ова трилер, од просветно дело, од Ли Чайлд, вика работи за кој вреди да се умре. Серијал е со Джек Ричер. Така да, Пепи, многу ти благодарам што не почести со твоето гостување. Фала да дојдеш пак. Пепи Мирчевски. Овој вторник во Универзитетот Гоце Делчев во Штип ќе се одржи нов настан од акцијата Feed Your Brain. Дојдете да ги слушнете мотивацијските говори на одбрани и успешни личности од земјава, меѓу кои Бранко Огњановски, Бране К15, Бране вчерашни, као сакате. Бидете најдобра верзија од себе си, како што вика мотото на настанот. Настаните се отворени, бесплатни на сите, затоа пријавете се. Facebook страната е Мрдни со прст, значи на кирилица Мрдни со прст. А сега продолжуваме со игра Солза и смеа и Маријан. Ајде! И време е за игра. Ова игра ја крстивме Топ Шоп реклами. Зад мене се наоѓаат двајцата представници од Солза и смеа, Саша и Кумбата. Тие имаат преку нивните ликови. Ликот е Джевдет едниот, а другиот е Дедо Кочо. Дедо Кочо и Джевдет вечерва ќе ни направат реклами со 3 реквизити кои што ќе ги видите, ќе дознаете тогаш кога ќе ги видите. И сега јас ја напуштам сцената и уживајте во играта. Значи тие треба да продадат. Ајмо, не продадеме. Гледате 1 на 1 сезона 9. Овозможено од Ford, Mida, Grand Motors. Јас да почнам али ти? Ајде ти почни го прв. Вака, ова е нашиот најнов револуционерен производ кој изгледа како обично некакво си сунгерче за чистење, но тоа не е баш најобично сунгерче за чистење. Значи, може е многу погодно да си го порачаат пример парламентарци и такви други луѓе што се во јавноста за белење на образо. Значи може да си го исчистат, да си го обелат образо. Сега кога сме кај ова, јас го користам, значи гледам бака низ Скопјево, што чистат. Јас го користам тука кај нас во Битола, со ова ја ранам фамилијата, чистам џамој. А што е најбитно? Кога гледам навечер телевизија, има многу лакна на грбот и го користам како
чешај не. И се чешам и релаксирано гледам пример 1 на 1. После, ако сте, например, од тип на луѓе како Жаре, само ги собирате лакната од грба и си правите прекрасна шишка. Значи, јас за овој производ нема да кажам ништо, ќе каже колегата, јас имам еден специјален производ за 20 секунди. Епа, овој производ изгледа како обично далинско, но тоа не е. Ова е најшето најново EU политичко далинско. Например, ако не иките да гледате Сител, петката изваена секогаш тука, не мора да прицкате. Сега, доколку сакате да слободно да ви дојди живото во Битола, прицкате 369, значи шифрата е 369. Или, например, ако сте, да речам, малце потврдокорни патриоти, прицкате 111, значи едно име, еден народ, еден јазик, една држава. И така натаму. Така јасно. Ако сакате да ја зголемите политичката бруталност, 1-3-1-2, се знае која е шифрата. Добро, сега јас нешто да кажам. Еве го мојот омилен производ, кој го употребувам секој ден, се знае за шо. Кога има поголема нужда. Сега, во некои случаеви го користам кога ќе одам на свадба. Како куф, како вратоврска. И го користам, например, како велосипедската патека на широк сокак во Битола. И се разбира за други работи, например, да се избришиме сурато и така натаму. Тоа беа Солзе и Смеја, еден огромен аплауз за нив! Фали многу! Саши Кумбата, Солзе и Смеја. Добре дојдовте, момци. Добро ве најде. Ајде, фаќаме, немаме многу време, ќе не кара Ѓоко. Вашите скечеви на YouTube се буквално веројатно најпопуларните македонски, да ги речем, од македонска продукција, имаат не знам таму колку над 600-700 илјади прегледи, по колку тераат. Значи во последните 2-3 години сме најгледан канал на YouTube. Така. Тој ќе кажи Кумбата затоа што тој ја води таа. Ти си терасата? Да. Па мислам дека од македонско говорно подрачје моментално е најгледан канал во Македонија. До колку фаќа? До колку одат видеа? Па мислам дека до 700-800 илјади гледаност во месец. По 300 ќе фаќа во месец. По 200-300 илјади и фаќа во просек, или? Да. Браво. Тоа е за македонски услови огромно. Да, има клипови по 2 милиони, има клипови по 150-200 илјади, тоа зависи од... Има ли бе ќаро тоа? Стига ли паричиња некој, капат ли? Ние Во Македонија искрено не. Не може, значи, баш да се живее од YouTube. Не, затоа што обично YouTube гледа поглобални реклами, значи на јазик што е глобален. Така да фактички овие што се рекламираат, па не им е толку ќар да се рекламираат на македонски видеа. Така, ние сме еден јазик. Па едно име имаме ние договор со некој, ама тоа е нешто ситно така. Значи ситно, не може баш да ги покрие трошоците, така? Да. Не, значи за трошоците не правиме. За трошоците не правиме. Добро, тоа е ентузијазмот што не тера тоа што го тера. Колку имате снимено видео? Баш многу. Па мислам дека околу 500 се сигурно. 500 скечеви да ги речеме. 500 скечеви, да. Значи 500 пати еден познат режисер кажа дали квалитетни се или не се квалитетни, вика 500 пати ви да се соберите. Да собериш екипа и да снимаш, тоа е за респект. Значи Абе 500 пати со мајка ти на ручек не може да се собереш, не па знаеш. Абе 500 пати тоа веќе преку. А вистина е дека нема сценарија, така напишани сценарија, дека си одите така? Да. На почеток сакавме да правиме така. Мислам, што имате вие во глава? Као план што ќе правиме од прилика? Како треба да тера скечов? Значи се договараме ако снимам утре Савајле, се договараме вечерта. На сет се договараме кој што игра, како игра и се оди вака на импровизација како. Значи планот е следен. Знаеме што е приказната. Да, кај треба да завршите. Планот е следен. Сега ова Саше пиен од кафана вика слушај јак виц и другиот ден го снимаме. А на Ти ги кажуваат вака луѓе? Да. Значи се случува си седиш негде и ти да ти кажам нешто, а снимите. Така. Мене ми кажуваат на гробишта. Како бе? Ова е вистина? Сериозно, да. На гробиште дојдов кај да запалам свеќа кај татко ми и мајка ми и врват една фамилија со дечиња и вика еве го Солзе и Смеја. Ајде ни кажеш еден виц. Ајде. Се му кажам ти ме што ти е проблема со те. Не бе еден виц оти. Бе на гробишта сме. Ако не и тие може да се насмеат викам рен. Ајде. Не може да се бориш со тоа, више. Те победила. Па му кажам виц. Човече. Ви се случува да се љути некој за скеч?
Се случило, а? Па тоа веќе ни е пракса. Значи, ние се чудиме ако некој не ни се налути. Значи, ни е чудно. Океј, си сосед, да, и ни е чудно. Мора нешто тука, нешто има. Да, па се лутат обично попови, полицајци. Не толку полицајците колку направивме на глупост на времето, почнувавме, снимивме еден скеч со Оџа. Добро. И стигна до така се вика тој Иваза. Да. Иваза, да, Иваза, да, исто, да. И што е Оџата во Битола ни се јави, ни се закануваш. Јас јавно на Тера телевизија, си извинав, мислам за тоа. Стварно беше ненормално нешто. Добро. И после тоа заминавме одма за Австралија. Значи ја претеравте? Не, да, претеравме. Деца бев муште, шо знам деца. И се вративме од Австралија и почна да ни се јавуваат некои сумливи типови од Гостивар, од Дебар. Елате во Дебар ќе видите дебели свињи, ќе ве насечиме вака, значи, ама пак ние пак се извинувме, ама сега фала Богу, мислам добро. Океј сте. Тоа беше пред кога почнував. А сега се љутат. Хумор е зезната работа. Не знаеш до каде е границата. И јас имав телефонски закани од кабинетот. Од кабинетот? Да избришам некој Facebook статуси, значи се дешаваат секакви работи. Се дешава. Колку време, пази, вие сте многу одамни и пред Талески и пред многу други сте биле. 22 години е Солза и смеа. 22 години, Аплус, 22 години. Но добро, како уопште почнувате? Како ви дај да се собереме, нешто да направиме? Солза и смеа, значи започна 95-та година. Направивме на партизанска представа Том Арсовски Александра. Добро. А како представа, значи? Театарска, значи правиме театарски представи. Да, добро. И бевме собрани деца од Поки училиште од Битола. И за да играш представата во Домо на културата тогаш, треба да имаш печат од негде. Ние тој печат не можевме никако да го добиеме и таа представа помина за наставниците од основното училиште Климент Охрид. Супер. За наредната 96 се допадна. Упорни бевме наредната 96 година, најдовме печат. Преку културна просветна заедница беше на времето. И јас и Дејан Пројковски, режисер. Дејан Пројковски. Ја започнавме Солза и смеа со представата Long Play од Горан Стефановски во Центарот за култура. Така трга, значи. Преполна сала. Да, на 7 февруари 96 година. Дејан беше дел од Солза и смеа, да речеме? Да, и кој студираше, Дејан беше да. Што му беше улогата, да кажеме, во Тимов? Значи, си ја поделивме јас као подобар глумец, тој режисер, тој ги режираше представите. И па тој после се насочи кон режијата. Тоа може и режисерски почетоци му се? Да, па да, му се, да. Заедно започнавме Солза и смеа. Добро, сега веќе е етаблиран на големо. Да. Одлично. Заедно работевме представа во Битола. Браво. Во екипата беше и наш Маријан. Маријан Георгиевски беше дел од Солза и смеа. Да, Маријан си дојде официјално на аудиција, го примив. Да? Да, и без протекции. Не, многу талентиран, нели? Да. И чекам, колку ти плати, кажи? Детенце беше тоа. Како беше приказката? Да, супер, дојден, така беше дојде на аудиција. Имавме аудиција за нови членови. А колку примавте? Па примивме тогаш 5-6 души кои се денес беа Маријан, Катерина, се глумци во Битолскиот театар. Добро. Ја работевме Цигани од Пушкин. Добро. И Маријан играше една од најкомичните улоги во представа. Значи уште од старт се Мацко кај, Мацко ене. Маријане. Браво. Сега. Ти си дипломиран актер. Да. Фактички. Кумбата си е монтажер. А го знаеме тоа дека пред 2 години Кумбата беше пријавен за монтажер во еден на еден. Да. Што се случи, Ѓоко? Зошто Кумбата не е монтажер во еден на еден? Кај, Ѓоко? Што се случи вака? На оваа тема го нема. Некој другар ми прати баш тоа линк дека еден на еден има потреба од монтажери. И јас бев тоаш пресно дипломиран, реков, ајде да ја пробам, да, баш нешто што сакам да го работам. И се пријавив уредно, значи, на имејл. Ни пратија некои материјали од, мислам дека беше тогаш твојата прва емисија од таа сезона. Демек, така, како измонтирајте сега пробно за да видиме кој е адекватен за да оди понатаму. А нас ако ни се допадне ќе го пуштиме во етер. Ете така. И сега влегов во втор круг, значи во првите најдобри 10. Па после ми пратија втора и трета епизода да ги измонтирам, за да видат како јас ќе знам да импровизирам во монтажа. Добро. Ги направив и тие работи, значи после влегов во трет круг, реков што стројува има поќе од X Factor круга. Браво. И
Влего во најдобрите 5. Ми даде 4-та и 5-та епизода да ги измонтирав, ми рекоа сега си во најдобрите 3 и се откажав, реков ќе му ја направам цела сезона, ќе ми речат не требаш. Браво. О, одлично. Малку за представите, бидејќи, како што кажавме, скечевите гледани, си спомнати да ги представите, бога ми се гледани до толку многу што не само што се бара карта повеќе, него луѓе и на покриви се качуваат за да ве гледаат. И паѓаат. И паѓаат. Кај беше тоа? Кај се Значи во Битола игравме долги години, салите секогаш беа полни, сега ајде низ Македонија. Да. И кога почнавме низ Македонија да одиме, стварно беше еуфорија. Штип, Велес, Кичево. И во Тетово се случува прв пат одиме во Тетово, салата преполна. Браво. У Дом на култура? Мало детенце, 15-16 години, преку кровот, за да му ја фрли картата на другар му, за да му ја дај надвор, ме разбираш? За да влезе. И тој паѓа на средина во салата. Кона филмови, кона комедии. Да, сериозно. Не знам како се качи на кровот одгоре за да му ја фрли картата. Фала Богу, не се повреди нешто многу, а? Не, се беше окей, ама не знам, некои тајни влезу, излези, знаат. Он ги знае. Што си ги, оне како ги викаат тапкароши на Не треба ти да ги знаеш. А охриѓани се подобри, тие сами си прат влез. Значи се деси во Охрид исто на представа, па дете што живеело блиску до домот на културата си зел столица од дома и тула, си го скршил стаклото фино лепо, си се качил на столчето, си изгледа представата на бегање, си го зеде столицата и дома. Немаше стол. Во салата си ја дојде од дома, в комши му е. Театаров комши му е. Не ќе давам пари. У комши театарот да ми биде. А Австралија, бидејќи бевте, мислам сте биле и поише од 3 пати, да. Така? 3 пати, да. Значи, Кои се впечатоците вака Австралија? Земја далеч. До сега таков впечаток немам видено. Ајде да не зборам јас, нека кажи кумба. Ајде кумба. Па добро, убаво. Првиот пат бевме 2011 година за прв пат и тај ни беше, мислам дека прва прекуокеанска турнеја надвор. Так. И што правите фактички? За кај ве викаат? Пред нашиви селеници да настапувате? Кај настапувате? И Како абориџини што го изгледа научиле тоа? македонскиот јазик. Да. А такви нема. Малку се, ама има. Да. Поминавме многу интересно, бевме секогаш во различни сали, некогаш салите се значи баш од тој тип као за стендап комедија, значи мала бина и маси кај што луѓето си вечерат, си јадат. Така, добро. И сфативме дека тоа не е најдобар начин да се представиме затоа што поќе се слушае вилушки ножи, да, отколку ние па келнер. од втората и третата турнеја почнавме во театарски сали. Значи Не заработивме многу, али видовме многу работи. А ти нели се плашиш од летање? Многу. Па како идеш во Австралија? Со Па кола? со првиот пат кога заминав со 40 температура. Крена? И тоа беше уште не беше направен новиот аеродром и некако мотнав од оние топломерите, знаеш што се сожива? Цел пат мери. Мрдни малцето авионот. А добро беше, очекуваш дека ќе видиш. Не. Значи и колешката Валето е многу плашлива. И сега вториот пат кога одевме Австралија, то турбуленци, страшна работа. И тие од Емиратите, тие што се стюардесите паничарки. И само трчат. И се Валето ми вика, а до мене секојаш седи. Шопрат овие, му викам ги барат списоците ако падни да знае кај кој седеше. Неубаво ти реагира, а? Да. Демек Ставраке ми вика, ајде, му викам јас не го возам, ќе стигне. Да. Јас не го возам. Кума ти со авион? Добар? Не, немам гајле со авион, имам гајле со стюардесите. Ако се згодни, ја имам гајле да ти Јас обратно, значи некако случајно ми ја сгрешија билет од картата и ме седна едно сигурно 10 реда поназад од екипата. И од едната страна црнец, од другата страна некој араб и јас бев на средина онака црнец и араб. Да. Црни двајцата. И јас замолив еднаш стюардесата ако може да ми најде место поблиску до екипата, затоа што патуваме заедно прв пат. И да не се На Саше му е страф од летање, морам да бидам. Да бидам покрај нив. Тај ми рече само окей, и продолжи да се служи вечера. Јас замолив уште еднаш, продолжи да се служи пијалаци и почнав да ја пцујам. Замолив уште еднаш, почна да служи доручек. Така. Јас почнав да ја пцујам, ми се сврти ми вика, македонац. Да, му викам, а ти, башта ми е българин, ми рече.
Реков, балканците го Един народ! Така, един народ. А Австралија општо ко држава, таа е малку фрики држава, така? Зборам да има животни чудни. Има. Па и јадиме, се јадиме од животни. Јада, да? Ние, за нив не знам, ние се што видовме пробавме. Што збориш, бе? Па да, па првиот Како пат... бе се што... Првиот пат гледам наслика кенгури во супермаркет, реков, што да пробам, малце ми изгледаше сумливо да пробам колбас од кенгур. И реков, ајде ќе одберам барем мелено, направив... Колбас од кенгур? Да. Кој дел го прават, бе? Зад не пробам. Ќофтиња за направим. И каков е вкусот на кенгур? Па слично како телешко, само е многу поцрвено. И немој утре, ако ти остане од вечера, немој утре да го јадиш, оти пломбите... Можеш да убиеш човек, да. Отида. Да. И друго што пробав? Крокодил. Како го прават? Значи го пуштив доди... Јас го правам. Рецептот ми се викаше алакосте. Беше опашка од крокодил и многу... Чекај, кај ја купуваш у маркет? Да. Добро. И беше многу интересно, затоа што изгледаше како риба, а вкусот беше како пилешко. Абе, тоа како и жаби и батаци се слично. Слично, Нели? да. Како риба и пиле се, некако измеѓу. Да, и Вкусно, реков, стварно мислам. сега следен пат кој ќе одиме ќе гледаме нешто друго да пробаме. Тоест ќе пробаме се што се јади. Па добро, Да. супер. Само од нашите таму не пробавме да изедиме човек. Не се љупат, многу се тврдокорни. Да не те чуе Влахов Мицов. Ке те боцне со ноктето. Рековме нема љутиш, се зезаме. А кога ќе одите пак? Имате ли најава? После ова не верувам. После ова изгледа не. Не, значи нема врска, не. Нешто сме преговори за октомври за Америка, значи бевме Америка, Канада, браво. а за Австралија сега бевме октомври 2017. Значи, да. Америка каде? Исток, запад? Кај нашите. Кај има наши таму? Кај има наши? Не, Канада бевме. Базата не беше Канада, Аха. а поминавме сите градови кај што се нашите. Нью Џерси, Детройт, Чикаго. Одлично, нешто ново за најава вака? Се спрема? Па сега нешто Филм, нешто, представа некоја нова? Представа работиме сега. Да. Премиера ќе биде? Да, ќе имаме после Великден ќе имаме премиера. Одлично. Кражба, лаги и така натаму, од еден многу интересен српски автор. Па мислам дека ќе дојдем из Скопје. Жаровски како е? Комедија или мрачна комедија. Така? Да, да. Тие најинтересни се. Да. Ако добро се И во ова представа Психокомедија. малце ќе има сега ќе метнеме политика и Значи на бомби. српскиот текст ќе додадете Па малку... тоа таму што ни се дешава и нас му се дешава и нив. Е, да. Само нив тие може уште не му се изваени бомби таму. Да. Може тоа ги чекали. Саша Кумба, Good Nature чај, имаме витаминка, имаме и книги, некои имаме од просветно дело, еви го Џон Гришам, сигурно, ако кој чита книги знае дека е одличен. Џон Гришам, Солза и смеа, дами и господа, Саши, Кумбата, фала што дојдете, дечи. Дами и господа, тоа е тоа од оваа еден ви благодариме што не гледавте. Се гледаме идната недела, имаме специјал великденски со доктор Жан Митрев. Така да имате честит Великден, уживајте во великденските празници, бидете си со саканите. Пајаче, нешто да им порачаме? Што сакате правите? Ете, така, Кршете многу. глава. Кршете јајца, кршете глава, се едно, да, многу љубов, многу среќа и гледајте го спотот на Гуру Харе и Игор Џамбазов. Со тоа завршуваме. Фала што не гледавте. Уморни очи од бесони ноќи, како две старечки пеги под мојве веги, гледаат мирно и без страст, во обид да го сватат тоа што остана од нас. Мириса на есен, има вкус на заборав,
ова тело што го носам, го претвора во прав. Полека, како мисла нечујна, над мене лази како сенка студена. Староста доаѓа, староста doaѓa како сон. Ова тело што го носам, го претвора во прав. Полека, како мисла нечујна, над мене лази како сенка студена. Староста доаѓа, староста doaѓa како сон. Староста doaѓa, староста doaѓa како сон.